Нашите политички опоненти и за овие предвремени парламентарни избори повторно немаат конкретна политичка програма, а наспроти тоа само лажни ветувања, деструктивност, што е впрочем и нивниот стил на работа сите овие години наназад. Ветувања, а за ниту едно немаат објаснување како би го реализирале, од каде ќе се обезбедат средства, до кога нештото би го реализирале. Впрочем, кој да било човек, ако размисли и ги собере нивните ветувања, сигурно ни буџетот на Америка нема да биде доволен за истите. Лагите веќе испливаа на површина. Остануваат уште неколку дена од оваа изборна кампања. За жал, од кандидатите за пратеници на СДСМ од Прилеп, досега не слушнавме ниту еден проект кој тие го ветуваат дека ќе го реализираат во нашиот град за нашите сограѓани. Ниту еден проект за Прилеп. Тоа е нивната сериозност и грижа за прилепчани. Има разлика меѓу нив и нас. Во програмата на ВМРО ДПМН е реално се наоѓаат голем број на проекти за Прилеп. Дел од тие проекти се предлози на граѓаните од нашата општина. Затоа, во идниот период и заедно ќе ги реализираме. Продолжуваме со инвестициите во здравството. За разлика од едно минато време, кога се немаше ништо инвестирано со децении во ниту една здравствена институција во градот, сега сликата е променета. Еден од најголемите проблеми кои ги имавме, условите и за пациентите, и за вработените во градската болница, веќе го решаваме. До крајот на годината ќе биде целосно завршена реконструкцијата на одделенијата, а во 2017 продолжуваме со реконструкција на амбулантите. Како изгледаше и како сега изгледа болницата, може да видите на сликите. Кадровски веќе сите здравствени институции се добро екипирани, а во наредниот период продолжуваме со вработување на лекари кои за брзо време би заминале на специјализација. Во програмата реално ветуваме дека за потребите на прилепчани во градската болница уште на почетокот од 2017 ќе набавиме 2 најсовремени транспортни возила.